Еј! Добар ден. Фала што си тука, фала што гледаш. Ова е втора работилница на или тако звано учиме со Миткаст, каде што денес почнуваме со нова лекција. Дизајн на пакување. Као што е ред, нели? Прво да се распакуваме убаво. Нели, што е дизајн на пакување и што е пакување? Пакување, уствари, не паковање, зашто пакува. Пакувањето, како такво, највеќе, значи првата основна цел на пакувањето е да го заштити производот од надворешни влијанија. Значи така се почнува, нели? Не може да ти продавам те брашно у рака, вака, него мора да го спакувам убаво како што треба. Не може цигарите на парче да ги продам зашто ќе се исушат, мора да се држи тоа, нели, влажност, едно друго, се што треба. За да разпознаваме по маркети што купуваме, треба да има некаков дизајн на пакувањето, иначе ќе биде све бели кути и руски рулет, не знаеш што купуваш, од прилика. Мислам дека ова ќе биде поинтересна тема за работа, затоа што нели ќе ги опфатиме сите можни делови за пакувањето, за дизајнот на пакување, што значи дизајн на пакување, каков тип на пакување постојат, каков тип на печатење постојат, што е едно од побитните работи. Значи тука ќе се фати оној делот за печатење, што многу луѓе го избегнуваат и не сакаат да го учат и после тоа прават грешки. Тоа е дефинитивно стварта што највише смета, да кажам, во процесов на работа, и затоа сега учиме со Миткаст или уклучи мозок, како сакаш ќе го наречеме, тоа е тоа. Откако сега дознавме што е пакување, тие што не знаеа, сега да видиме каков е процесот на дизајнирање на пакувањето. Прво, исто како за лого, подготовка, ресерч, значи, што е продуктот, за кого е наменет, што прават другите, што сака клиентот, дали има штанцформа, каде ќе се печати и, најбитно од се, како ќе се печати. Ова е најбитниот дел од дизајнот на пакување, затоа што тебе дизајнот ти зависи од тоа како ќе се печати продуктот, како ќе се печати целото тоа пакување. Че не можеш да правиш, не можеш да мешаш баби и жаби, ако продуктот е направен да се печати како баба, а не како жаба. Не знам како се печатат баби. Дали има штанцформа? Ако има, правиме проверка. Ако нема, правиш штанцформа. Значи ја црташ штанцформата според се, мада не пишано, па и пишано и не пишано правило е дека штанцформа мора да има оставено клиентот, да има набавено, зашто нели ако купува машина некоја за пакување, според истата нели се прават и димензиите на пакувањето за да може полесно да влага, да излегува тоа внатре, така да многу е полесно и многу е подобро да има веќе постоечка штанцформа за да знаеш точно врз што треба да работиш. А ако нема штанцформа, што се има случајно неколку пати на пример. Штанцформа, тоа е штанцформа. Штанцформа е расклоп. Еве кутијата. Оваа кутија, што ја држам у рака тука, со филтриве, гледаш како е залепена од сите страни, така? Сега, истава кутија, кога ќе се расклопи цела, кога ќе видиш вака права, видиш каде има удрено тап нож, каде има удрено оштар нож, каде се сече, каде се преклопува, каде се витка, каде се лепи, каде се... Све тоа. И тоа се вика, значи, штанцформа или на македонски кажано расклоп. Расклопена димензија, значи расклопен дизајн кога го гледаш цел. Ако нема расклоп, ако нема штанцформа, ќе направиш, ќе тестираш, значи ќе сечеш, ќе лепиш, ќе пустиш и дури после ќе фатиш да дизајнираш, за да не се враќаш 5 чекори назад. Што значи тоа? Значи ти ќе нацрташ штанцформа за продуктот, па треба да измериш да видиш дали ќе го собере во тоа. За да не измислуваш топла вода. Значи да си задржиш, да си заштедиш време, да заштедиш енергија, да заштедиш живци, зашто сигурно ќе утнеш неколку пати, па тоа тебе ќе те кошта пари. Од твој джеб ќе искочи, тоа нема да искочи од никој друг джеб. Најдобро е веќе да најдеш постоечка штанцформа и да не се правиш многу некој си изнад ситуација дизајнер, него најди готова штанцформа проверена која што луѓето ја користат и ја користат. Сега, ако правиш дизајн на Cornflakes, у продавница има 250 бренда на Cornflakes. Така, имаш 700 грамски, 500 грамски, 400 грамски, 300 грамски, кој сакаш ги имаш. Купи една кутија, отвори ја, цела, значи расклопи ја, расклоп ти текнува, расклопена кутијата, измери све,
Прецртај, пак ќе истестираш, значи мора да истестираш, ама веќе имаш готова форма и одма ќе видиш каде се лепи со лепакот, каде има преклоп, каде има расклоп, каде има, не знам, сечење, се ќе ти биде готово наместено те. Значи само прецртај ја во димензии, во точни димензии, секој милиметар е битен кога се работи дизајн на пакување, значи нема она, ајбе дај му 2 см, ајбе дај му 5 мм, 5 мм значи дека ако машината е наместена на одреден степен за пакување, значи има посебни сетинзи за местење на машината, а ако заебеш работа со 5 мм, рачунај дека све отиде у курац, значи нема да постои ништо. Од тоа и нема и ќе биде неуспешен дизајнот и клиентот ќе ти ги бара парите назад и вајде да му платиш и штета затоа што си направил штета голема. Значи завршивме со ако нема направи, тестирај, дизајнирај и сега ќе дојде време за структура на дизајн. Што е структура на дизајн? Пака ако земеме да нацртаме сега тука, структура на дизајн имаме кутија. Да речеме, ама е нацртав. Добро, не е битно. Име на продукт. Тоа стои тука. Е најголемо. Бенефитите. Тука. Пишуваш се. Бренд. Кој го прави производот. Че ја ги ставам сега, вака ги подредувам, сакам да ти кажам само големина. Кец е име на продукт. Бенефитите, што ти дава тој продукт. Не знам, кранчи, орио, сиријал, со не знам што, со не знам како. Многу протеин, многу шекер, многу зрна, здраво за мушка, за женска флора, за што и да е. Whatever. Брендот кој го прави, дали го прави Виталија, дали го прави Јонче, дали го прави Митко, Петко, Станко. Декларации. Значи декларациите се ставаат тука. Ова ти го зборам сега како структура, значи структурата би била вака. 1 име, 2 бенефити, 3 бренд и 4 наопачки, пак зашто не знам кој ми пиша, наопачки сум ја пишал четворката, пак така се пише, декларации. Тоест ја така пишам, не ти така пишеш, ја така пишем. Торта наопачки и среќен роден ден. Тој што слави роден денеска. Тоа е структурата на секој дизајн кој што треба да постои. Значи не може да ставиш логото да биде, пример, алкалоид да биде натолкаво лого, да има на пакувањето, а кафетин да го пише со најмали букви. Сваќаш за тоа кафетин е со најголеми букви, алкалоид стои само горе, па бенефитите дека поминува главата, поминува болката, поминува ова, декларациите отом потом тоа на крај. Технички спецификации. What the fuck is that? Техничка спецификација. За разлика од другите ствари кои што се прават, на пример за печатање постери, борди такви ствари кои што се штампат смик, за дизајн на пакување, кога се работи пакување било какво, најпаметно е да работиш со што е можно помалце бои. Значи користиш пантони, нели spot colors, за да има конзистентност во бојата. Ако се печати во големи тиражи, во големи количини, значи гледаш да искористиш една боја што ќе биде конзистентна. Тоа ќе го збориме малце покасно во врска со печатењето. Доработка, значи правење дупка за да се гледаат стварите внатре во кутијата, пример. Златотиск, сребротиск, селективен лак, ембос, бевел, што и да се прави, тоа спаѓа во доработка. И техничка спецификација се пишува кога се праќа фајлот за принт. Дур не го напишеш ти тој дел од техничката спецификација, ти не смееш да го пуштиш фајлот на принт, значи мора да размислиш пред време, да кажеш, треба да се користат 4 бои. Од тие 4 бои се, значи на сеција магента, yellow, carbon, користиш пантон тој, пантон тој, пантон тој и црна боја. Работиш на тоа и сега викаш, има доработка, селективен лак, па правиш селекција селективен лак. Се тоа ќе го објаснувам во нареден период, значи во другите видеа, ова ќе биде малце подолго, затоа што е поспецифично, не е како лого дизајн, малце подетално се работи тука. Тестирање, значи тест принт па мокап, ќе си го испринташ на помала, значи во размер ќе го правиш, ако сега некоја голема, ако е на пример A3 или повеќе што не можеш да го испечатиш или ќе те кошта поише пари тебе како дизајнер, сразмерно намали го целиот принт и штампај го на A4 и сечи, сврти, залепи, види како ќе изгледа од сите страни и после прави го на мокап. Значи една од најголемите грешки што ја прават луѓе
што дизајнираат е што прво дизајнираат на мокап. Исто во сега ќе се вратам назад на лого дизајн, кога правиш мокапи за клиенти, гледај истото да може да биде изводливо, затоа што ако јас го ставам дизајнот на еден мокап, а на крај не може да искочи така во живо, тогаш клиентот е разочаран и ти не си ја завршил твојата работа кој што треба како дизајнер. Прво тест принт, провери го да видиш на лице место и после стави го ти на убав мокап, знаеш, да има убави сенки, симни си мокап, направи си сам мокап, whatever, што да е, направи сам. И секогаш мора да се тестира, значи без тестирање нема fucking шанси да направиш добар дизајн за печат и за пакување. Откако е све дефинирано, следува припрема за принт. Значи, почнуваш со дефиниција на бој. Викаш, имам пантони, па или сепарации, цијан, магента, јело, карбон проверуваш и оверпринт. Сега го спомнувам, ова ќе биде многу битна ствар која што ќе треба да се научи, значи кога се работи, да знаеш што работиш и како работиш. Особено кога се работи пакување, зашто пакувањата не се прават 10 пакувања, туку се прават 1.100.000 пакувања. Ако ги утнеш, ако ја утнеш припремата, дали било едно или 100.000, е огромна разлика. А ќе се иштампаат, значи 100.000 со грешката што си ја направил ти, зашто не си обратил пажња, не си уклучил мозок кога си работил и после тоа нема кој да биде друг крив, освен ти. Финално одобрување од клиент. На клиентот што му е работа? Клиентот му е работа да го види баркодот, да ги провери текстовите, декларациите, па на крај да го гледа дизајнот. Дизајнот е твоја работа како дизајнер. Баркод, текстови, сето тоа што треба да го достави клиентот до тебе, е тоа што клиентот највеќе треба да го занима, затоа што тоа е кривицата е од негова страна. Ако ти си направил утка, пример си го цртал рачно баркодот, а не си го ставил баркод генератор, па не си симнал SVG файл или EPS файл, тогаш ти си крив. Значи баркод, текстови, дизајн. И опционална работа е носење зејтин во црква кога се пушта за принт, зашто никад не се знае што може да се деси. Некои ствари сега вајда се појасни кај ти ако гледаш прв пат, ако прв пат се среќаваш со печатење. Ова се основите, значи се мислам дали сега да направам бриф за тоа што ќе работиме или во наредна епизода кога ќе се зборува за типови на печатење, па после типовите на печатење да го измислиме заедно бриф од тука на лице место и веќе во трета епизода да почнеме со работа. Зошто сега ќе биде вака? Мислам, ако ти е досадно, геби га, ша ти кажам, не знам друго. Така иде, процесот е тој. Танца не може да се скокаат битни ствари. Снимен е делот за печатење, ама е исто така долг. Да не бидат сега и долги видеа, зашто гледам дека малце на подолги видеа помалце се гледа, а сакам повеќе да се гледа, така да боле да правиме подолги видеа, каде што ќе збориме повеќе на темите и ќе се фокусираме на се. Ја ми текна. Ја должам лого на Тигас за екстра луто. Така да за екстра луто може еве овој да се искористи. Идеме, значи, готово, падна договор. Наредна епизода збориме за типови на печатање, начин на кој што се печатат работи и го правам логото за екстра луто, зашто веќе го имам у глава. И со тоа почнуваме, правиме бриф за тоа какви ќе бидат пакувањата, све. И на крај оваа работилница ја завршуваме со креирање на целосен бренд. Значи, лого, име на производи, ако има 2-3, зашто сигурно има 2-3 производи, ги спремаме за печат. Бива. Фала ти многу што беше тука. Што и да ти треба, дојди на Discord, знаеш ако си нов, лайк, шер, subscribe, Patreon, тука пушти парички, кај сакаш, што сакаш, ако имаш, ако немаш, прати го видеово до другари, до баби, до дидовци, ако на некој му се учи, нека дојде, ако на некој му се кажува нешто паметно и тој нека дојде, нека каже. Отворен е просторов, слободно секој може кој што сака да направи нешто ако држи вода. Така да, дечки, фала ви што бевте тука. Се гледаме нареден вторник. Сега вторник идат овие видеа, јеби га, може и така да биде секоја работилница. Првата беше понеделник, втората вторник, третата среда. Кој знае? Мој канал, мој правила, бе. Ајде. Љуби брат.